природно е, човек ќе се изнервира, ќе каже нешто и потоа следи тој извини, повторно помирување и мислам дека тоа е еден нормален циклус, нели, да се биде човек во заедница. Ребека, како си? Добра сум, како си ти? Добре. Ја вчера се натарав и трчав на водно до матка и сега се ме боли, ама добро сум, чим сум овде сега снимаме, добре. Добре, јас за разлика од тебе мислам дека спиев 10 сати, што ми беа многу потребни, така што браво за тебе и за водно матка трката. Да. Секоја чест. Интересно е што после таква некоја трка, мислиш дека ќе ти се јаде и ќе можеш како убаво ќе се наспиеш. Да. Ама еве, ти сигурно знаеш, после некоја интензивно трчање, погото јас ми требаше 5 сати и 59 минути да истрчам 32 километри со преку 1700 надморска височина нагоре и надоле. Не можеш после ни да јадеш, ни да спиеш и тоа е 20 натарав, едно 5-6 сати, може да сум спиел и толку. Како ти беа нозете, зашо јас исто за храна не можам, секогаш, ама не сум трчала 5 сати, најмногу полумаратон, што било, не знам, помалку од 2 сати, нешто помалку од 2 сати. Ама секогаш ми биле нозете огромен проблем. Ја имам проблем со прстите и тоа и да, дур трчав не ми беа толку проблемно. Имам на моменти кај што ќе осетам да биат ептен тешки да ми биат и не можеме, поготово на искачување, бидејќи имавме 4-5 големи искачувања. Да, тоа е многу зафркнато. Ама сега еве, од кога се разбутив со Бајлево, кога станав и кога идеш доле по скали или се качваш горе, тоа е тешкото. Инаку некако мислам дека сум навикнат, бидејќи пак интензивно трчам веќе година и пол-две и не ми е толку проблем, ама го чувствувам тоа искачување од вчера, тоа ми е најголем проблем и едва денеска дојдов до овде да снимаме, да не беше ова, дома ќе беше сега. Ама убаво беше, бидејќи многу луѓе, мислам имаш околу 600 пријавени, неколку различни трки, не знам, 32 километри. Многу убаво кога си одгоре, гледаш се, природата, не знам колку кози и крави видов, коњи. Знам. Не знам од кој дел идевте, ама ми еден дел кај што кравички си се шетаат и си седат така во ливадичките. Три коња и бевка само да не нападнат. А додека идеш нагоре, мислам, еднаш имам трчано прв до врв, ама тоа е, мислам, тоа само нагоре, да. И еднаш, и никогаш повеќе, пошто јас бев спринтер, мислам, скоро 10 години тренирав атлетика, ама на неколку пати ајде се натеравме така со другарки да трчаме полумаратон и секој пат кога трчав си викав, шо правам, нека последен пат и беше последен пат. Не знам, ама пошто беше на асфалт и секојаш нозете ми, мислам, стапалото доле буквално ми гореа. Не, па тоа ја цел живот мразам трчање, ама онака убаво мразам, пошто не знам зошто некој би се натарал да трча без некоја причина и да си прави да му е тешко. Ама пред некоја година бев предизвикан да истрчам маратон. И баш се погоди од време кога морав да почнам со здрави навики и подобар некој начин на живот. Да. И кога ме праша пак, мојот прв одговор беше нема шанси, а после ме праша пак и викам ајде, лето е, ќе почнам со спремање, не знам, зборав со луѓе кои трчаат, прочитав некои работи, слушнав некои подкасти, почнав да трчам и баш се навлеков и дефинитивно треба, многу е ако можеш да истрчаш полумар, можеш и маратон најверојатно да истрчаш без да се спремаш, ама тие некои ефекти ќе ги имаш многу, поготово ако не трчаш со точни патики, као што ја не трчав вчера со патики за трчање по планина. Не ме прашуваш зашто. Среќа било сончево, не било каливо, зашто тоа е невозможно. Да. Ќе се тркаваш. И премногу има работи кои што ако не внимаваш на нив, да, ќе имаш проблеми со нозе, ќе имаш проблем со чукување на срцето, глава ќе те боли, милион работи ќе има, ама да, дефинитивно е нешто што
мене барем ми помогна доста у повеќе различни аспекти од животот. Што води до моето прво прашање кое што сака да те прашам е што е за тебе или што представува за тебе ментално здравје? Ете сега некако зборевме за трчање, што да речеме повеќе физичка активност, ама се повеќе, не знам, може да видиме, барем во Македонија, дека многу луѓе трчаат повеќе поради тоа што им дава некакви ментални бенефити, односно психички. И со тоа сакам да кажам дека за мене менталното здравје е всушност склоп на повеќе аспекти од едно човечко битие. Не е само да кажам, не се само мислите или емоциите, туку за мене тоа е физичкото пред се, духовното, менталното и емотивното. Ќе ги разделам тие две, ама така, некој холистички пристап на менталното здравје. Како дојде до ова размислување? Тоа ми е секогаш интересно. Да. Знаеш, и дел зошто сакам да зборам со луѓе како тебе е токму тоа. Значи, сакам да слушнам што имаш да кажеш за менталното здравје, ама и сакам малце да навлезем во тоа како ти дојде до тоа да размислуваш на тој начин. Па мислам дека порано, сега за жал не толку, ама пак пробувам да станам многу љубопитен човек. И како љубопитен човек, константно си истражуваш прво себе си, зашто правиш одредени работи, зашто се чувствувам вака, зашто кога ќе истрчам макар и 2 километра, некако нешто и после читаш и гледаш дека испушта некакви хемикали, мислам, тоа е општа хемиски, како кажем, хемиски процес се случува и за тоа се чувствуваш подобро. При тоа, моето детство, исто така можам да кажам виновно за тоа, преди тоа што моите родители, мислам цело време додека растев, они работеа со зависници. Значи имавме центар за рехабилитација за зависници од дрога, алкохол, коцкање и така натаму. И некако кога растеш, и ние буквално растевме, да кажам, заедно. Јас така сум израсната со луѓе кои што се борат со такви работи во животот. И неизбежно е некако да навлезеш подлабоко во себе, за да размислиш, пример, шо би натерало некој човек да стане зависен од нешто такво, или не знам, мислам дека, ако кажам си жена, сето тоа е љубопитност пред се за самата себе, љубопитност за другите луѓе. Зошто некој човек вака реагира, зошто некој така, зошто јас вака. И сето тоа плюс, мислам, самостојно истражување на оваа тема. Јас сум во никој случај лиценциран професионалец од полето на, не знам, менталното здравје. Но мислам дека, поради начин на кој што сум била израсната, поради тоа што живеам, да кажам, во многу блиска заедница на многу различни луѓе, која што, да речам, е поврзана со љубов. Мора да работиш на себе, за да може да едноставно да живееш со останати луѓе кои што се спротивно различни од тебе. Да. И тоа исто така доведува до тоа да сватиш дека како луѓе не е црно-бело, мислам, јас сметам дека не може само да се одвои менталното здравје од сите други аспекти на човекот, туку на вистина е искуствата на човекот, начинот на кој што живеел, средината во кој што живеел, менталниот склоп, начинот на кој што е човекот создаден, мислам, на кој што функционира, едноставно сите се различни. И не знам, самото тоа, мене ме довело сега, можеби за 10 години ќе имам скроз друго мислење, дека всушност менталното здравје ги содржи сите овие елементи. Како што ви кажав. Да, интересно што спомна тоа живење или функционирање во средина кај што имаш многу различни и позадини, и контексти, луѓе од различни фели, со различно растење како деца. Колку тоа тебе ти помага сама себе да се надоградуваш и да учиш, бидејќи
не сакам да генерализирам, ама најчесто, нели, ние се чувствуваме најкомфортно кога сме околу луѓе кои што исто размислуваат, истите работи ги правиме, на исти места издргуваме, се дружиме, ама колку, самото тоа што ти го спомна, ти помага да бидеш уште повеќе љубопитна, да истражуваш, да научиш нови работи кои што после ќе дојдеш и ги примениш. Но добро прашање. И мислам дека заедницата, односно да се биде дел од заедница е клучна во, да кажам, аспектот на менталното здравје. И тоа прво кај мене го забележувам, дека секогаш кога сум сама и подолго време поминувам сама, или кога поминувам време со луѓе кои што кажа ми ја хранат реалноста на мојот замислен свет, што можеби не е таа вистинска реалност. Со самото тоа јас број 1 приметувам како стагнирам во сите полиња. Дека едноставно се тоа што околу тебе ти кажува дека ти си супер човек и ти немаш потреба ништо да смениш или да се видиш каков си немаш однатре. некоја конструктивна критика, некој да ти каже ова што правиш не ти помага уопште. Точно, и ако некој ти даде некаква конструктивна критика, не е конструктивна во твоите очи, ти го руши светот кој што си го градиш, и едноставно тие луѓе не ги сакаш да орбитираат околу тебе. Да, во твојот круг. А второ нешто е исто така кога поминуваш време само со, не знам, одреден вид на луѓе, ти се гаси, да кажем, таа жар што имаме, таа љубопитност што имаме како мали деца за да истражуваме и дури со некого да не се согласуваме, нема ништо страшно во тоа да прашаш или само да онака да ги ставиш стапалата во плиткото, само за да почувствуваш како е. Мислам, според мене тоа е начинот еден човек да расте. И мислам дека што повеќе растеш, разбираш дека исто како и јас што сум многу комплексно битие и како што мене ми сметаат многу работи и ме повредуваат многу работи и имам многу лузни, така и буквално сите други околу мене. И како што кажав, заедницата за мене представува огледало на самата себе. Бидејќи кога сум сама, кога сум со луѓе што исто размислуваме, нема огледало, односно јас сум си самата своја рефлексија и некако не ги гледам работите што ми се на грбот залепени. Ама кога имам луѓе околу мене што знам дека ме сакаат и ме поддржуваат, и баш заради тоа ќе ми кажат, слушај, мислам дека тоа и тоа не е во ред и можеби треба да го смениш или тоа што го правиш ми смета. Јас мислам дека тоа е многу добро, бидејќи на некој начин ги одлепуваат тие етикети, ти можеш да ги видиш и да согледаш дека Океј, требало да смена. Да. Да, мислам дека тоа баш пред некој ден со некој зборев кај што кај нас барем јас тоа што гледам, дали станува збор за пријателства или фамилија, луѓето најчесто им е тешко да ги имаат тие тешки разговори а тоа е според мене една од најголемите пречки за како да напредуваш и како да созреш како личност. Ако јас не можам тебе да ти дојдам да ти кажам, Ребека, ова и ова што правиш, стварно ме повредува, како ти ќе знаеш дека тоа е така и како ќе го смениш, бидејќи ако ти не го смениш, мене уште толку повеќе ќе ми смета и после одредено време ја и ти губиме контакт целост. Ама мислам дека кај нас и не само кај нас, како луѓе, општо да. Е многу тешко да се имаат тие тешки разговори, кои што не мора да бидат тешки, може да бидат сосема лесни ако ги гледаме на тој начин. И да, тоа го приметувам неретко со луѓето и најчесто се обидувам начинот на кој што ја искажувам љубов да биде конструктивен, у исто време да не биде се негативно, сега да ти кажувам, ова и ова не ти чини, туку да, знаеш, од која ќе знаеме веќе тоа што спомна, дека сите тие односи се базирани врз чувството љубов, тоа ше многу полесно јас да дојдам и да ти кажам, вака и вака, и ја ја можеби кривица, ама сакав чисто да ти го кажам за да знаеш како се чувствувам. Точно, и мислам дека освен љубов, тие заедници се
Мислам, на некој начин мора да бидат засновани на доверба. Заради тоа што ако јас имам комплетна доверба во некој човек, тоа мислам со дома сме така, ете, би требало да сме дома со нашите најблиски и јас секогаш си ги земам пример моите двајца браќа како пример. Никогаш у ниеден момент од животот не сум почувствувала некаква пречка, кажам, доста бе, не ме нервира или кјут или нешто што не било добар начин да се искаже. Ама толку имаш доверба дека тој човек е тука, наши сме, нема тоа да доведе до, мислам, природно е, човек ќе се изнервира, ќе каже нешто и потоа следи тоа извини, повторно помирување, мислам дека тоа е еден нормален циклус, нели, да се биде човек во заедница. Не, дефинитивно, ако нема доверба, Да. не можеш да Нема функционираш, да. И сам во себе ако не си веруваш, Да, знаеш, точно, тие фрази кои што ако не веруваш сам во себе, кој друг ќе верува во тебе и од таму почнуваме. Интересно ми е тоа, јас секогаш се смеам со луѓето со кои сум поблизу, ја им кажам ако ја не сум смешен или ако не знам на македонски пак не ми текнува да роуст збор, ако не се зафркавам со вас, значи дека е нешто проблем. Ама тоа мислам дека ако ја го правам без да им го кажам дека тоа е така, окей, зошто се нон-стоп се зафркава со мене. Ја тоа го правам љубов, тоа е некој мој начин на изразување љубов, пошто или блискост или доверба. Ја може се да ти кажам, да се насмееме, а после тоа ќе плачеме за нешто или ќе имаме разговор за, не знам, нешто што е сосема сериозно. Ама комуникацијата валјда е најбитна кога станува збор за тоа и за да искажеш љубов, да знаеш дека на некој можеш да му веруваш и да можеш да имаш разговор со нив за било која тема. Точно. Мислам, и во сите тие аспекти, пример, едно нештото што јас поради некоја причина сум престанала да го правам е искреноста. Онака 100% искреност, секако не ќе кажам се што ми е на ум, па гајле ме ти после како ќе се чувствуваш за тоа, туку буквално со твоите најблиски да си комплетно искрен и ранлив и отворен и со тоа сваќам дека тоа е единствениот начин како може да се збидне љубов помеѓу двајца луѓе, бидејќи ти ако не се представиш 100% во сите твои светла на кој да е човек со кој што треба да градиш некаква врска, не е вистинска. Едноставно има нешто што ти го заскривуваш, нешто што не го искажуваш и искреноста е, не знам, онака може ќе ја ставам на пиедестал. Искреноста сам со себе, заради тоа што мислам дека, сега не знам, пак ќе кажам, не сакам да генерализирам, ама мислам дека кај нас луѓето имаат страф да се доискажат за нешто, бидејќи ќе дојде до конфликт. И прво, јас не знам, нешто ќе ме повреди и јас наместо да си го признам тоа чувство на себе и да си го прво сама со себе да си видам шо како, јас наместо тоа ќе кажам, ајде бе, не е ништо, не се глупирај, нема за глупости, ќе се стресираш, ќе плачеш, или па нели егото не ми дозволува да се навредам од нешто. И тек после тоа да кажеш, слушај, тоа што го направи, мислам дека ме повреди, или па може да е нешто добро. Мислам, не мора да се само негативни работи. Тој аспект мене ми е уште поинтересен, кај што кај нас не си кажуваме дека нешто добро, дека е добро или дека те сака некој, или без разлика дали станува збор за брат или за родител или за најдобар пријател. Тоа имав ситуација пред некој месец, тренирам средношколци кошарка и првото нешто, бевме на турнир во Литванија и првото нешто кое што сакав да направиме пред да почнеме да играме, вечерта пред првата утакмица ги собрав сите во соба, 12 и ја 13, им ги земав телефоните и викам сега ќе идеме еден по еден, кој ќе има бейсбол топчето, пошто ја нон-стоп имам бейсбол топчиња со мене. Кој што го има бейсбол топчето, сите ќе поминеме 2 минути, ќе му кажеме на таа личност или за таа личност што тие или што мислиме за нив. Као дали е нешто као пофалба или некоја придавка која ги опишува.
едно 70% од зборовите беа шали и Да, секако. пак машки се средно спортисти. школа. Им беше многу чудно тој начин, ама имаше моменти кај што некои беа птен искрени, кај што многу ми е, не знам, мило дека се дружи со мене или што и да е, и гледаш кои се поблиски, кои не се поблиски, ама им беше смешно на почеток и мислам и на крај, цело време се смеевме и се шалевме и знаеш, некојаш кога ќе кажеш нешто дека ти се свиѓа кај некој па одма почнува тие некои зафркавање на нивна сметка. Ама тоа многу не сближи и ние поминавме 4-5 дена кај што имавме многу поразлична атмосфера. И ја со нив и они меѓу себе и они со мене. И тоа сватив колку само нас не фали некој да ти каже како се чувствува спрема тебе. Не да биде секојаш ова за никаде или тоа што правиш ме повредило, туку не, да му кажеш како се чувствуваш, бидејќи како ја ќе знам ти како се чувствуваш спрема мене ако не ми кажеш. И точно. Позитивно и негативно. И тоа дефинитивно ни помогна, имавме 4-5 супер дена на страна, ја баш кај им ги зимав телефоните секој ден да не бијат на телефон, док бевме у школата кај што игравме по цели денови, ни помогна да стварно се чувствуваме како, знаеш, најчесто нели у спортот со тим као фамилија, ама стварно имаш тоа чувство да се знаеме, да ни убаво заедно, да може да разговараме за повеќе теми. Тоа беше дефинитивно game changer. Нешто што сум направил, што е надвор од било каква, не знам, тактика, тренерска, нешто спорт, ама човечки, мене ми помогне ја нив да ги запознаме и они да се запознаат малци и самите себе. Да, и мислам дека надвор од теренот еве за спорта го правиме муабет, ама мислам дека е за било што. Таа доверба што се гради во вакви моменти, мислам дека се одликува после на самиот терен. Зашо и да станува збор, мислам, едноставно знаеш дека излегуваш како тим, како екипа, која што се познаваме, наши сме, одиме кон иста цел, и нема да кажам задршка во, леле, не знам сега тој што мисли за мене, или па и ние некогаш, не знам, си правиме некој сценарij у глава за некој човек, без да му кажеме можеби нешто, и ти се гаи гнев за тој човек, и ти може не сакаш да си го признаеш, нема да му го признаеш, ама тоа си стои, и тоа се онака излегува на површина и во, не знам, и во особено тимски спортови, мислам, не може да не е тајт. Па знаеш тоа, како се една чаша, ако ја земеме илустрацијата и ако ние едно нешто се случило, нема сега да збориме, чаша се полни и кога ќе се десат 3, 4, 5, 6 работи, некојаш најмала работа, тоа не знам, да некој не ја затворил вратата кога сте излегувале и ти ќе експлодираш. Да. Значи не е тој момент тие сега дека не ја затвориле вратата или не знам, не кажале добар ден, туку сите оние работи кои што ти ги имаш прекјутено, дали е тоа во некој тимски сетинг, дали е дома, дали е со пријател, ти ќе избувнеш и после тоа е многу тешко да репарираш некој однос со некој, бидејќи на крај на денот тие може и не знаат дека ти имаш работи кои што ги влечеш од порано и си сакал или те повредиле, ма кога нема да ги кажеш, како ќе знам ја дека сум те повредил. И тоа ми е интересно баш кога гледам и ја како функционирам, истото тоа го имам како тебе кај што бајде се, ја конфликти не сакам воопшто. Кој сака конфликти? Секојаш бегам, не сакам сега да не знам да се расправаме за нешто, ама некојаш мора да седнеш и мислам дека подобар станувам од тоа, иако пак не сум на тоа ниво кај што секој би посакувал да биде, нели. Спомнавме спорт, мене ми е интересно дека спомна и ти на почетокот дека трчаше. Кажи ми нешто за тие некои денови. Како трчањето, зошто спорт, како беа тие некои години, поготово бидејќи за време на нели, као дете, тоа те формира као личност понатаму, како тоа влие? Па да, мислам, јас сум од кога се сеќавам за мене, и што ми кажувале за мене, дека сум била онака хиперактивно дете
и мислам дека уште пред предшколска возраст на пливање ме запиша. Тоа памтам прво и тоа беше мојот прв спорт, ама никогаш не се такмичев во пливање, беше само мислам дека физички да се оформам, да научам да пливам и си да тие работи. И понатаму некако од се по нешто, одбојка, фудбал во школа и такви работи. И веќе во средно самата јас почнав да имам потреба да број еден, мислам дека спортот што ми помагаше секогаш да имаш цел. Без разлика на што и да се случува, ти секогаш имаш некаква цел кон која што работиш. И тоа поточно во атлетиката се случуваше секоја сезона. И твојот живот некако има структура. Заради тоа што почнува септември, почнуваат тие зимски подготовки, што се најтешките, најнапорни тренинзи, па после јануари имаше такмичења во сала, надпревари, и потоа почнуваа полесните тренинзи и летниот период беа трки. Тоа зашто си работел. Затоа што си работел цела година и тоа беше, не знам, мислам, не би го менула за ништо и би сакали моите деца било каков спорт и да бидат дел од тоа. Јас најпрвин се запишав на уметничко лизгање, се отвори тука и тоа ми било сон уште од мало девојче. На Кале имаше лизгалиште, што многу ми е жал што го затворија, ама не знам, можеби во Југославија имало, не се сеќавам, и лизгалиште и функционирало и ете сме имале такви спортисти. Меѓутоа тука се отвори и веднаш станав дел од тоа. Ама не сум толку грациозен тип по природа, таму треба си многу грациозна, имавме и часови по балет и некако, не знам, не се вклопи во таа култура, а во меѓувреме почнав атлетика да тренирам за издржливост повеќе. Чувствував дека ми треба издржливост и сите овие работи никој не ме тераше, не знам како да кажам, се водев по тоа што телото ми го бараш и така, имав потреба од тоа и баш се сеќам со вереникот мој зборевме нешто што ми било казна кога ќе сум добила лоша оцена и моите ми забранува да одам на тренинг. Тоа беше казната во средно. И после некако почнав со атлетика. Не знам, многу ми се допадна што самиот си одговорен за твоите резултати. Значи, сега не е тимски спорт, ама па не можеш без тим. Да. Тоа е многу убаво и некако така, како во животот е. Метафора за животот, да кажем. И искрено, ништо толку не ме плашеше во мојот живот и до сега не знам дали имам почистувано таков страф или трема како пред трка. Да. Тоа за мене беше нешто кое што ми фалеше и сега се уште не знам дали го имам, зашто веќе не тренирам атлетика. Ама знам, имав прво еден тренер машко, после имав женски тренер и со женскиот тренер некако, бидејќи бев и постара, не знам, имавме посериозни тренинзи, така посериозни трки, да кажам. И се сеќавам дека на тренинг ќе трчам, ќе ми мери време, ќе ме гледа, ќе каже, леле, супер ти е формата. Ќе дојде денот на трката и јас сум бледа како крпа, онака како се да си заборел до тогаш. И си, едноставно, немаш доверба дека не им веруваш на нозете, не ги чувствуваш нозете. И знам, она ќе дојде и ќе ми каже, ајде, шо ти? Snap Ќе рече, ајде, пробај еден старт, не знам, трка на 100 метри. Ќе ми каже, ајде, шо ти? Не верува дека јас сум истата личност. И што ми помогна всушност, бидејќи, не знам, тренирав до 22 година, нешто така. Сега сум 28. Така, мислам дека престанав кој имав 23. Мислам, нешто така. И веќе при крајот, значи последната моја официјална трка, да кажем, беше на Европско првенство тука што се случуваше и штафета трчав. Да. И тогаш мислам, и тогаш стартот гутнав, имав толку трема што се ми стана вака како под вода, бев, не знам. Но е чудно на менталното здравје како ти влие на реалноста. Ама и покрај тоа, некако поради сите тие вежби на како се справувам со такви стресни моменти,
Едноставно се учиш. Пеше знаеш дека тоа е тоа и мора да се научиш како да не подлегнуваш на стравот и на стресот, тука едноставно да се избориш. И сваќаш дека имаш моќ да се избориш со стресот. Да. И едноставно да контра лагите да одиш на некој начин. Да, ја неретко велам и за тоа стојам без разлика со кој да зборам, дека спортот е можеби најважна работа, ако не најважна, една од најважните работи за развој на едно дете. Да. Да, не можеме без едукација, не можеме без болница, нели здравствен систем, се тоа. Ама ако немаш спорт, и поготово тие разговори имав за време на корона, така што да, спортот не е најважна работа сега која што треба да биде, ама за тие деца кои што се во развој, нив спортот им треба највеќе. Бидејќи токму за ова ти што збориш, ти да си го немала тоа, да си немала таа ситуација, ти можеби ќе се, не знам, ќе дое 30 година и нема да знаеш како да се справи со тоа кога ти се случи во твојот живот, не знам, со дете или со без разлика што е да. Ама бидејќи си го имала тоа, си го имала таа ситуација порано, си го имала тоа искуство порано, сигурно имаш и механизми како си се справила со тоа. Чим си трчала на европско првенство, значи си била успешна. И да не си успешен пак, знаеш кај да се вратиш, точно. Да го вратиш филмот, вака се чувствував пред трчање, или вака се чувствував пред настап, или вака се чувствував пред, не знам, шо и да е. Може, ќе пробам и сега ова ќе направам, може ќе ми помогне, дали ќе биде вежби за дишање или за начин на размислување или некоја вежба која што се имала, ама поради тоа секогаш ќе викам, и плюс тој аспект што спомна и ти, тим. Тоа е многу важно, ќе научиш како да бидеш дел од тим, ќе научиш како да се справуваш и со добри работи и со недобри работи, како ќе биде да функционираш со тренер. Па што ако не се породи тренерот, па што ако се породи тренерот, какви се позитивни. И затоа секогаш ќе викам и нема мислам никој да ме убеди дека спортот не е важен, ако не е најважен во развојот на едно дете, па и млада личност за понатак. Да, не многу се согласувам и се согласувам поради тоа што спортот е онака нешто древно што постои од секогаш. И мислам дека е едно од работите кое што се уште го зачувало тој спортски кодекс на однесување. И едно од нештата е ти како спортист треба да си борец, треба да си постојан, треба да си дисциплиниран, ама како спортист, онака на некој начин спортот не ти дозвола да си арогантен и да се чувствуваш супериорен кон другите. И тоа многу ми се допаѓа, бидејќи те учи како да бидеш силен борец, ама во исто време да си поради силата која што ја осознаваш дека е во тебе, ти одлучуваш да си љубезен, ти одлучуваш да помагаш на тој што е послабиот од тебе, ти одлучуваш да таа моќ за која што се повеќе и повеќе стануваш свесен дека имаш, бидејќи ја користиш да се бориш против тие мисли, во исто време сваќаш дека и таа моќ тебе ти дава на некој начин те води кон тоа ти да бидеш љубезен, како gentle giant. Да. Значи, таа сила да ја користиш за добри цели. Да, постануваш подобра личност. Сега кога го спомнуваше, тоа ми текна, србите имаат изрека која неретко се користи барем у спортот, у победу се не понеси, у поразу се не понизи. Значи, кога си најдоле, не се понижува. Значи, свати го тоа како некоја лекција, свати го нешто, да научиш нешто. Тоа кога веќе си најгоре, ако видиш дека на некој му е потешко на тренинг или па се дешавало поготово атлетика, не знам, со пречки, например, ако е трка, ако некој падне, ќе застанеш, без разлика, кој ќе победи на крај на денот и не е битно. Битно е, бидејќи сите се надпреваруваме, сакаме да победиме, ама ако некој се повреди, ако гледаш дека е во болка, ќе застанеш. Без разлика ти се дали тоа ќе значи дека ти ќе бидеш прво или нема да завршиш трка. И тоа се дешавало многу и во многу различни спортови. И од тука те учи на некои работи. И мислам дека уште повеќе те учи, бидејќи реално професионален спортист е многу тешко да се стане. Тоа поготово ако земеме во обзир дека секој еден од нас
Сега, може нема да сум точен, ама мислам дека секој еден нас има право на било каков спорт. Некаков спорт. Да. И замисли еден пул од луѓе кои што имаат пробано спорт, колку само стануваат професионалци. Многу мал дел. Ама ти овие работи за кои што не сега ние збориме, можеш да ги научиш и кога си 10 години и кога ги гледаш, може и повозрастните како се однесуваат, па ќе научиш и нешто од нив. Не мора ти да си у таа ситуација, можеш да видиш како некој друг се однесува, а можеш и на 18, на 20, на 22-3 години кај што и се натпреваруваш и на европско идеш на турнири, трчаш трки и се бориш за најголем пласман. И од тука мислам баш заради тоа што кажа, баш заради тоа спортот секогаш ќе има тоа во себе кај што ќе можеш да научиш. Ја неретко скоро па секогаш кога зборам за нешто, без разлика дали зборам со луѓе или неков говор, јавен настап, скоро секогаш има некоја метафора со спортот. И знам дека некогаш сум досаден, ама тоа ми е мене познато и од таму имам и од таму влечам најдобри и ја таму највеќе сум научил и ако тоа мене ми е полесно ја тебе да ти објаснам некоја работа, зошто да не? Да, и нешто многу друго интересно што спортот учи е баш за страдањето. Бидејќи, значи јас мислам и ти и сите што тренирале било каков спорт, сигурна сум дека се сретнале со тренинзи што биле измачувачки. Буквално и ќе дојде некој ќе ти каже, па што се мачиш ти, нема ни на Олимпијада, дојдеш што се мачиш. И не, воопшто не е тоа поентата. Поентата е некако, јас најубавото чувство сум го имала кога самата себе сум се победила на некаков начин или моментите се сеќам, сме имале зимски тренинзи кај што после секој тренинг јас повраќав. Тоа не знам тоа колку е здраво, ама толку беа напорни и се сеќам тренерот тоаш ми рече, вика Ребека, ти одлучи. Вика, ако сега стопираш, тој праг на толеранција нема да го поминеш. И вика, ако продолжиш уште малце, ќе го поминеш прагот и сега овие делници што ги трчаш, што ти се многу тешки, после тоа одредено време веќе нема. Ќе го поминеш прагот на толеранција кој што телото го има. И така и бидна. И 2 месеци се мачиш, доека ќе дојдеш и некако онака ќе си сватиш, па не ми беше толку тежок тренингот денес. И секако после тоа доаѓаат уште потешки тренинзи. Ама тоа те учи, не знам, за страдањето во животот, зашто мислам дека денес луѓето, вклучувајќи ме и мене, не ја сваќаат поентата на страдањето. Зошто мора да се страда, зошто мора да има болка, зошто мора да има неправедност. Јас заслужувам добро, јас заслужувам праведност. Да, меѓутоа животот е таков и спортот едноставно те учи дека ако сакаш нешто ќе добро и нешто квалитетно и нешто што ќе трае, ќе боли најверојатно. Да, јас секогаш тоа сум го викал, не знам, се сеќам кога дете и сега математика ми идало доста, поготово основно, средно, после тоа раскрстив со математика. Ама кога решава задачи, ако ми е ептен лесно и ако дојдам до решение одма, едно 10 пати ќе ја проверам, пошто е премногу лесно. Знаеш, не си навикнат да добиеш, не знам, одговор на некоја комплексна задача со неколку непознати, одма да ја решиш у 2 минути. И така и со работите, ја секогаш знам дека ако правам нешто и премногу сум комфорен у тоа, најчесто го правам неправилно или не го правам доволно добро и се задоволувам со тоа, например, кога вежбаш. Ако не вежбаш најчесто вистински она добра форма имаш и ги правиш вежбите кои што треба, и ќе си помислиш, ова е лесно, не е тешко да направиш, не знам, колку склекова или што е да. Ама ако имаш добра форма, на почеток ќе биде тешко, пошто не си навикнат на да внимаваш на форма, да внимаваш на како, кај ти се рацете, кај нозете, што како. Ама после тоа, кој што каже, ќе се навикнеш и можеш уште толку да отклучиш што има и после тоа. Не знам дали беше Дейвид Горинс или некој од оние кои што се имаме можност да и слушаме и кои што баш зборат за тоа, вика
кај што ти кога мислиш дека имаш даено максимум, ти имаш уште минимум 40% да даеш. И самото тоа зошто ја трчав водно матка вчера. Се спремам веќе неколку месеци за маратон. И никогаш до сега немам истрчано 42 км, највеќе ми беше 27. Ама сакав пред да го истрчам тој маратон, да направам нешто што можеби е потешко од истрчување 42 км, за кога ќе дојам на последните 5-10 километри во Белград кога ќе трчам, да си кажам самиот на себе, ја на водно се качив 1700 надморска височина, ова не е ништо, што, уште 5 километри, ги трчам секој втор ден. Да. И од сум осетил како тоа влија врз мене, кога го трчав мојот прв полумаратон и колку ми беше лесно, ама и осетив неколку месеци пред тоа, кога трчав 10 километри овде, и најчесто не гледам на саат колку километри имам истрчано, туку гледам километар по километар која ми е брзина. И јас математика во глава имав пресметано, окей, имам истрчано 7 и нешто, сега ќе дое 8 километар, имам уште 2 километри. А на погрешна математика сум имал. И сега трчам и гледам знакот стои 7 километри. И мислам дека тие 3 километри ми биле најтешки до сега што ги имам истрчано, бидејќи толку бев разочаран, не бев во добар mental headspace. Да. И многу ми беше тешко да ги завршам. Бидејќи ни спиев кој што требаше, ни јадев кој што требаше неделата пред тоа, не бев тренирал најдобро тие денови. И кога видов 7 километра, ја веќе мислам дека имам уште 2 километри. Некако се убедив дека ќе ги истрчам. Кога видов 7, мислев тоаш ми беше најблиску бев до откажување. Ама веќе некако ги завршив. Не со најдобро време, само бев окей, мора да ги завршам, бидејќи ако знам дека ако се откажам сега, може никогаш нема да истрчам полумаратон. Да. И токму тоа што викаш, кога тренерот што ти има кажано, ако сега се откажеш, тоа ти е плафонот. Да, Толку. да. Ама исто и ситуации со пријатели, со луѓе. Некој што е тежок разговор, е тоа што ќе ти дае да доеш на левел погор. Да, мислам дека тоа со очување, со шо и да е, со тој страв, со болка, зашто тие последни 3 километри ти си у болка. Ненормално. Ти си у онека зошто да продолжиш, нема потреба. И всушност тоа мислам дека е најчестата лага кај човекот, ама нема потреба, добро ми е. Ете, и си истрчал, колку и да си истрчал, добро ми е, ете, ќе ставам слика на Инстаграм, пак ќе видат дека сум истрчал, гајле ми е. Или, зашо сега, шо и да е, шо да направам, зошто, што е поентата. И мислам дека исто е многу битна таа првична цел која што ја зборев за спортот што ја дава. Дека имаш нешто кон кое што константно целиш. И тоа, мислам, може да стане и лошо на некој начин, заради тоа што ти може твојата вредност да си ја поистоветиш со таа цел и ако па не ја достигнеш целта, ти ќе крахираш. Зашто едноставно, мислам, се сведува на кој ти ја дава вредноста, која е твојата вредност, на кој темел стојам јас, на некој начин што ме тера тие работи да ги правам, или па ако не ги направам, што ме тера јас пак да си останам на нозе и да некако да не ме допре тоа до толку, бидејќи јас всушност знам која е мојата вредност. Таа цел не ја детерминира не одредува таа моја вредност. Да, мислам дека најважно тоа е да знаеш зошто ги правиш работи. Точно. Да, ако не знаеш зошто сега ти сакаш, како мене, сега сакам да истрчам маратон. Ја не сакам да истрчам маратон, бидејќи не знам сега тоа ќе значи дека не знам, кидам на олимпијада или било што. Не, туку ја сам за себе гледам, окей, тоа ми покажува колку јас можам или не можам во одреден момент. И најчесто, например, кога трчам, имам неколку цели. Да. Немам една цел која што ако не ми се оствари, готово, крахирам, недела дена не може да се свестам. Не, ја имам прва цел секојаш, поготово со овој, поготово у спортот, ми е да завршам. Точно. Без разлика што и да се случи, без разлика мене дали нозе ќе ме болат или сум спиел убаво ден. Јас ако завршам, ја веќе имам остварено таа цел. Точно. Ама тоа е поради тоа што ја трчам
за ефекти кои што не се од тоа што спомнати нема тя мене, а ја ако истржам или не истржам, тоа не ме прави подобар или полош човек. Точно. Туку мене трчањето ми помага, не знам, да се чувствувам подобро за мене. Ми помага да дојдам до некој инер мир тука, внатрешен мир во мене, да бидам поблиску до Бог. Тоа ми помага највеќе. А тоа дали ја ќе истрчам под 4 сати маратон или нема, тоа би било убаво. Ја би бил ептен среќен ако сега идам и истрчам под 4 сати. Тоа ми е втора цел. Точно. Ама и таа цел да не ја остварам. Ја веќе сум ја остварил најбитната цел тоа да завршам. Точно. И тоа мислам дека најчесто луѓето, ја имав истата заблуда за одредени работи, вклучително и трчањето, и дека мораш секогаш да идеш најбрзо што можеш, мора секогаш да даеш се од себе. Не, тој принцип на англиски, нели, амерички контекст е A- или B+ workouts. Значи, не мора секој тренинг или се нешто што ќе направиш да биде за 5. Да. Или за 5+. Не, најчесто е многу добро да бидеш со 4, 4+4. Ја тоа и кога зборавме за подкастите, например. Да, убаво би било секоја епизода да биде вау, голема, премногу прегледи, ама од спортот, во бейсбол, ако се обидуваш да ја удариш топката најчесто, највеќе што можеш, многу пати ти ќе промашиш цело топче. Ама ако си фокусиран да направиш контакт палка со топка, ќе направиш многу повеќе контакти и ќе имаш многу повеќе удари, отколку ако идеш нон-стоп за home run. Тоа што ви кажат. И така и со ова, ако ти даваш се од себе, секој тренинг и немаш повеќе што да даеш, едноставно ќе крахираш, ама ако имаш добар и режим и баланс и даваш тоа што треба да го даеш тој ден, многу е полесно да успееш тоа што правиш. Без разлика дали зборуваме пак за спорт, не можеш секој ден да имаш тешки разговори со луѓето. Ќе те исцрпи, не можеш да функционираш. Ама ако every once in a while, кога нешто кој што кажа ти, ако бидеш искрен со луѓето, некојаш тоа ќе биде добро, некојаш ќе биде лошо. И ама мора да се направи тој баланс. Не, точно, и мислам дека имаме страф од нешто што не е представено како дека не треба да се случува. Или ако се разбудам покасно тој ден и се чувствувам лошо и не знам што, веднаш се диагностицирам како сега ми е ова, поради тоа што лошо се чувствувам и сега јас сум таков и веднаш си лепам некакви етикети врз база на некој моментално чувство што го чувствувам, што може да пројде вака, особено кај нас жените. Тоа е склоно на промени во текот на целиот ден. И мислам, истото е, ако некој ден едноставно не си окей и не се чувствуваш добро, и тоа е окей. И не сите негативни чувства треба да се решат веднаш. Туку за мене тоа покажува дека сум жива на некој начин. Ако јас чувствувам болка, тоа значи дека јас имам срце, имам душа, тоа значи дека едноставно не сум Бог и не сум некакво божествено битие, туку сум едноставно човек и дека тоа значи дека сум жива и дека чувствувам и тоа е всушност треба да се прослави за тоа. Исплачи се. Мислам што и да треба, или па ако си радосен, некојаш и радоста е страшна бидејќи си викаш too good to be true, не треба да го слава моментот, бидејќи па може полошо ќе стане. Па радувај се, зашто да не? Тоа во моментот, не знам, тоа се сите работи што не прави луѓе. Едноставно. И тоа е животот е да искусиш се што онака Бог ти дал земја, Бог ти дал чувства, Бог ти дал луѓе, зашто да не го изживееш тоа без страф на некој начин. Ја исто слично ми го имаат објаснено тој аспект, ако ти чувствуваш болка, значи уште си жив, значи не си мртов, бидејќи кога сме мртви
не верувам дека нешто ќе чувствуваме. Да. Или пак сме, не знам, некој божествено случај. И си зен, и ништо не чувствуваш, да. Така да, тоа е, болката е најчесто добра ако знаеме убаво да ја насочиме, да се справиме со неја, бидејќи некојаш може да биде сигурно знаеш, поготово спомна дека си била во окружение на зависници. Болката може да биде тоа што, не знам, не дај Боже, ќе направи самоубиство. Точно. Многу е важно, пак да се навратиме на тоа што спомна. Заедница, љубов, доверба и комуникација. Ако ги има сите овие работи, болката многу полесно ќе ја пребродиш, ама ако ја немаш, тоа ќе биде многу тешко да се справиш со неја. Точно, мислам, сите моменти што те зборуваме за менталното здравје, ама како што кажав, се спојка од повеќе работи. И во моменти кога јас стварно сум била на крај со себе, не знам што повеќе да правам, и се молам, и трчам, и онака распоредот ми е пиц-пец, и повторно јас едноставно сум во некоја дупка на безнадежност. Единствено што ме извадило е мојата искреност, ранливост и заедницата околу мене. Кај што можам да отидам и да кажам јас не знам што ми е прво, и тоа е окей да кажеш не знам што ми е, вака и вака се чувствувам. И некогаш едноставно треба да знаеш дека има некој до тебе. Не мора ни тоа во тебе да се, да кажам, да го снема, да се расчисти, ама некогаш болката станува полесна. Тука е, ама станува полесна знаејќи дека има некој до тебе што е тука. И тоа е единственото нешто што во тој момент ти треба. Да, па тоа е, ја секогаш и на луѓе кои што ми се блиски им го имам тоа кажано, значи ако дојдам и сега ти кажам како се чувствувам, ја не очекувам од тебе секогаш ти да ми даеш совет. Да. Најчесто знам што треба да направам. Не ми е сега мене потребно ти да ми кажеш, абе вака и вака ова треба да направиш. Јас знам најчесто што треба, ама само до тоа што знам дека окей, можам да дојдам и да ти кажам како ми е, што чувствувам, и ти да ме сослушаш. Тоа многу повеќе помага од било кој совет. Да, некогаш ни треба и совет. Точно. Ама најчесто мислам дека и самите сме свесни ако сме поготово некоја дупка или ако нешто лошо се случило. Мислам дека ги имаме веќе тие ресурси да знаеме како и што треба да направиме, и некогаш ти е само потребно некој да одвои барем малце дел од нивното време и да те сослуша. Тоа и да, некогаш ми е како не ми треба совет, само треба да ме слушаш. Ама некојаш е и тешко кога си од другата страна да не кажеш ништо. Точно, зашто мислам дека природно, пример јас, мене тоа ми е онака инстинктивно ми е да кажам, слушај сега, ова ќе направиш и ќе ти го решам сега животот и ќе продолжиме, а всушност моментот на заедница е едноставно да постои и да биде на некој начин дел од темелот кој што ти е потребен во животот, ама по друга страна е тешко, бидејќи ти треба да работиш за да си активен член во таа заедница, и може да е било каква заедница, може и да е нели самото општество. Ти треба да се трудиш да дадеш исто, не само да примаш, и тоа е тешко, и ти треба на некои работи ти да прогледаш низ прсти, некои работи нели да се соочиш, да има можеби конфликт, знаејќи дека тоа е начинот на кој што едно човечко битие функционира. Заради тоа што мислам дека се денеска не води кон изолираност, изолација, индивидуалност, се да можеш сам да правиш, да ти е супер, ама едноставно ги гледаме, не знам, ги гледаме работите кои што тоа ги носи, а тоа е осаменост, анксиозност, страф, бидејќи сам си, никој не сака да биде сам, тоа е... Па тоа мислам дека таа смртна комбинација COVID и дигитални технологии, кај што да, ние ги имаме тие ресурси сега и имаме можност да разговараме со било кој во било кое време на неколку различни начини, ама се поеќе и поеќе мислам дека се поеќе се чувствуваме поосамени, подепресивни, поанксиозни и повеќе работи ни фалат. Мислиме дека и имаме контакт со сите или Facebook, Instagram, не знам, останатите медиуми се стварно супер. Се стварно супер ако имаш добар баланс помеѓу тоа и животот кој го водиш. Ама да, тоа
баш пред некој ден прочитав цитат кај што вели дека ние можеби дигитално сме најповрзани од било кога и точно е и мислам дека уште поеќе тоа ќе биде истакнато, ама по друга страна сме многу поеќе осамени како индивидуи, како личности, бидејќи најчесто тоа не влијае добро на нас. Бидејќи ако сме дигитални личности сме, сега живееме на интернет, што се вика. Ама ако ја немаме таа заедница која што ќе направи тој баланс да разликуваме што е вистински и што не е, која треба да си иде на Инстаграм, а која не треба, и која треба да се побара помош таму, а која треба да се побара помош кај некој близок или професионалец, да. Тоаш ќе може да успееме да го најдеме тој и внатрешен мир и како да се справуваме со страдање и како да им помогнеме на другите. Ама ако останеме дигитални и сение на телефон, многу е потешко со овие работи да се справуваме. Да, мислам се согласувам, сама јас би отишла и малку подлабоко, заради тоа што мислам дека константно ќе доаѓаат нови иновации кои што некако луѓе ќе ги злоупотребуваме и тоа секогаш се случувало и ќе се случува. Јас всушност баш не знам и на социјалните мрежи на се злоупотребуваат, ама не гледам како главниот лош човек, туку баш мислам баш го чувствувам тој момент, изборам лично искуство, дека е повеќе до таа отуѓеност и некаква, не знам, нетолеранција на размислувањето или на начин на кој што другите живеат и е некакво константно, не знам, наметнување на некаква идеологија, верување, вака треба да правиш, ти треба да трчаш, не треба уствари да правиш што сакаш, треба да си фит, не треба да си... Мислам, сите овие се стварат баш групации на луѓе кои што се едномисленици. И ако не си едномисленик со мене, а не е возможно сите да бидеме истомисленици, тоа ќе бидеме роботи. И затоа мислам дека луѓето наставно се изолираат се повеќе и повеќе, бидејќи сметаат дека ја не можам да живеам со некој друг што е различен од мене. Едноставно. И од двете страни, не фаќам ни една ни друга страна без разлика. Ама мислам пак ќе се навратам на љубопитноста е дека баш е тој моментот, никој не те тера да прифатиш некаков лајфстайл, тука едноставно и слушај го човекот и разбери го зошто тоа го прави, што и да го прави. И мислам дека ако начинот твојот живот е подобар, другиот човек ќе види, ќе го прифати, нема потреба на нешто, на некого константно да се наметнува и да се кажува или да се даваат совети без да се барани тие исти совети. Нема и пак доаѓаме на почетокот од овој разговор, кај што е многу важно да бидеш обкружен со луѓе од различни верувања, од различни позадини, различни контексти, бидејќи само на тој начин ти можеш сам како личност да напредуваш. Ако се ти е исто, ако сме тие echo chambers, ако ги имаме, кај што самото ќе слушаме тоа што сакаме да слушаме и ги гледаме тоа што сакаме да гледаме, не можеш да напредуваш, не можеш да растеш како личност, па некојаш ја тоа секогаш се обидувам, не знам, бидејќи студирав политички науки, сакам дебати, сакам да дебатирам со луѓе со аргументи, секогаш кога имало некој mock debates и кога сакам да бидам на страната со која што не се согласувам. Да. Бидејќи ако јас се навлезам сега, не знам, да расправам тема која што ја никако при здрав разум би ја застапувал како јас, ќе ме научи прво како да ја поведам која ќе треба да аргументирам со нив, тоа е едно, а и после ќе ме стави во нивната кожа, како размислуваат, зошто таму. Па и поеќе ја ќе се сочувствувам со нив, бидејќи ќе знам од кај доаѓаат. Ако може тоа да си ја представиме, ние не мора да прифатиме што ќе кажат или да се согласат, ама ако знаеме од кај доаѓаат и дека не секогаш, не знам, не се виновни нашите родители што ги немале овие ресурси да знаат како да се справат најдобро со ментално здравје, например. Точно. Или со други работи. Ама
нас ни е тешко да сватиме дека окей, они доаѓаат од место кај што ги немале истите можности. И затоа размислуваат така. Може би е точно, може би е неточно, може би моето е неточно. Кога ќе сватиме ништо се поминува другата страна или од каде доаѓа, многу полесно ќе ни биде да живееме заедно, без разлика дали некогаш ќе се согласиме за одредено нешто. И тоа на крај на денот е најбитно. Како да најдеме начин да функционираме како индивидуа, но и како заедница. И тој баланс не оддржува во живот и не прави да растеме, да живееме, да напредуваме, не да останеме таму кај што сме. Да, бидејќи на некој начин ти дава темел. И мислам дека воспитанието е толку битно, мислам, и семејното и едукативното, бидејќи не те учи на правила кои што немаат објаснување, туку те учи на принципи кои што ќе те водат низ целиот живот. Ако некој принцип е без разлика на што и да се случува, немој да крадеш или да лажеш. Тоа ќе те води во изборот на работа, изборот на партнер, изборот на со кого ќе се дружиш. Еден таков мал принцип, немој да крадеш. Аха, окей, значи нема да работам на место што е, не знам, на црно работи. Или нема се дружам со луѓе што бараат или даваат мито. Или јас нема истото да го правам. И едноставно, еден мал принцип кој што те води да правиш одлуки, битни одлуки во својот живот. И што е да се случува, ти го имаш тој принцип, не лажам и не крадам, пример. Или сакај го тој што ти мисли зло. Да. Тоа е онака најклише нешто, ама размисли го самиот тој принцип и ако врз база на такви принципи јас правам одлуки, ќе имам многу силен и цврст темел во мојот живот и без разлика со какви луѓе јас ќе се запознам, тоа нема смени мене да ми каже одеднаш јас ќе ја умра за сега за некоја група луѓе, не бидејќи јас имам принцип да ги сакам сите. Да. И тоа е тоа. Да, и најчесто работите кои што луѓето ги прават, па и ние што ги правиме, не кажуваат многу за нас, туку за нив. Точно. И ако тоа го сватиме и дека, окей, ово сега нешто има направено, тоа не значи дека јас тоа мене нешто ќе ми смени. Да, може би ќе престанам да комуницирам со таа личност, ама тоа се одразува повеќе на нив. Точно. Отколку на мене. Океј, Ребека, снимаме повеќе од сад време. Сакав и за музика малце да направиме мовет, ама ќе мора да повториме овој разговор пак. За крај, сакав да те прашам 4 прашања кои што секој гостин ги добива во подкастот. Прво, која последен пат си плачала? Мислам дека беше пред една недела. Прилично неодамна, така не ми е проблем да плачам. Да. Која е најдобра инвестиција што ти имаш направено за твоето ментално здравје? Брутално да бидам искрена со самата себе. Добро. Да можеш да се вратиш 10 години назад, да имаш 18. Што би си рекла самата на себе? Што би си рекла? Искрено би си рекла повеќе да уживам во животот. Океј. Да. И за крај, прашање за оние што не слушаат или гледаат се. Прашање. Прашање нешто што мене ме интересира или што би сакала да ги прашаш? Океј. Ке ми треба време да го формулирам ова прашање во глава. Затоа сме на подкаст. Би прашала, да. Би прашала секој ден, ако сака, да си размисли кој е темелот врз кој што стоиш во твојот живот и врз кој што правиш одлуки. Што те држи? Да. Тебе како личност.